По несреќата во Кучани, Црвениот крст и бројни граѓански издруженија се мобилизираа со донаторски кампањи за поддршка на семејствата на настраданите и повредените. Сапорт Кочани, само толку ќе кажам, бидејќи овие момци и девојки направија навистина една своевидна револуција токму во денови кога требаше едни на други да си подадеме рака и да си дадеме поддршка. Целата оваа иницијатива, целата оваа платформа е многу повеќе од само една организација на донации. Повеќе за ова утрово ќе позборуваме со Ненад Вржалски, дел од тимот кој што јас прашав кога испиете, Ненад, бидејќи 24/7 работите, мотивирате и давате поддршки. Јас од името на сите граѓани на земјава ќе ви се заблагодарам, бидејќи некако во еден таков мрачен момент се најдовте тука да им дадете поттик пред се на луѓето таму. Така, фала ви, не знам дали треба да се заблагодарам за такво нешто, пошто не сакаме фала за ова, го правиме буквално за сите, за душа, за се. Така, но ние кажуваме фала од душа, кога веќе ја споменавме душата. Како е деновиве во Кочани 2 недели по трагедијата? Мало место, мал град, но некако животот мора да продолжи да тече и да се враќа во нормала. Во неформалниот разговор кажав, Сапорт Кочани е повеќе од една ваква организација, бидејќи некако направивте социјализација меѓу младите луѓе таму. Имаат, ако не им се оди дома, да се сеќаваат на нешто, имаат каде да дојдат. Да, Кочани моментално е тишина. Тишина, значи се осеќа таа тага, буквално во секој поглед се гледа тоа, во секој катче. Дури знаеш како да не ти е убаво да прашаш како си. До толку ја знаеш, едноставно не ти е убаво на себе да прашаш како си, пошто знаеш каков одговор ќе добиеш и се осеќа тоа кај сите нас. И затоа ја потикнавме таа цела иницијатива за, знаеш, малку да се осеќаме дека нешто предонесуваме за сите. И точно, да, малку за разлика од Селград, кај нас во просториите на Сапорт Кочани е различна атмосферата, затоа што работиме конкретно на проблемот и дечките кои што доаѓаат таму ја осеќаат таа енергија, осеќаат дека кога ќе влезат веќе се корисни, дека работат на проблемот и нив некако тоа и помага. Еве реално си кажувам и за себе и мене тоа ми помага. Некако малку е поразлична целата атмосфера, инаку да, во Кочани тоа ќе трае уште долго, не можам да кажам месеци, мислам дека ќе трае години и дека ќе е еден многу долг процес на опоравување. И ете затоа сакам да како апелирам сите да се придружиме кон оваа борба, да дадеме поддршка сега на сите тие семејства, затоа е направена тој систем Сапорт Кочани за буквално сега да ги поддржиме кога е најпотребно, а и да остане долгорочно тоа, да се помага до последен момент до кога знаеме дека е веќе во ред. Што велат граѓаните? Изминативе денови сте интензивно во комуникација со нив. Можете да слушнете за што најмногу се дискутира? Па да, нема друга тема освен тоа. Значи едноставно на секоја ќоше се зборува за истиот мовет. Се дискутира тука многу сега за причиниците, за последиците, за причините од кои тоа настанало, али во исто време се осеќа тоа чувство на болка и разочараност. И некако, знаеш, целото тоа, колку и лошо тоа да звучи, во целото лошо и нешто добро, луѓето се сплотуваат и се организираат да помогнат, да направат нешто што можат за овие сите семејства кои што се уште имаат блиски кои се борат за живот, а ете да помогнат и на оние кои што веќе изгубија, пошто и нив и треба многу голема помош, пред се она духовна и психичка помош, а мораме да размислиме и за финансиска помош и на тие луѓе, затоа што ете знаеме со какви се последици можат да се соочат, а и не знаеме колку се тие моментално луѓе способни за некаква работа, па барем малку од таа страна да им олесниме
од таа гледна точка. Така. Кога се случи трагедијата, веднаш граѓаните се вклучија во голем број на акции, се случи на една масовност на интернет просторот околу сметки за донации и слично. Верувам тоа беше иницијалната каписла за да средствата правилно се распределат насекаде и да настане целата ова иницијатива Сапорт Кочани. Да. Како се случи целото тоа и како се појавија доста измами на интернет и ние како си зедовме за обврска да направиме нешто централизирано и почнувајќи од баш од тоа да биде се транспарентно и пред се да биде лесно за луѓето кои што сакаат да донираат, да можат тоа на лесен начин да го направат, да бидат објавени сметките од фамилиите, нормално со нивна согласност, да бидат објавени информации и податоци како тоа можат да го донираат, како можат да помогнат. Знаете, донирањето не е само еден финансиска помош за тие луѓе. Донирањето е пред се како еден гест на емпатија, како еден гест на разбирање на тие како сакат да ти покажат дека се заедно со тебе и тоа сакаме да го задржиме колку што е можно подолго, значи да не престане ова со оваа емисија, да не престане оваа недела, значи да потрае подолго, да колку што е можно да го задржиме тој миг и да се потсеќаме дека на некој тоа му треба моментално. Да, јас верувам дека целата ова иницијатива ќе остане и ќе трае бидејќи на граѓаните им е потребна организација кога се работи за донации, да знаат дека на вистинска адреса заминале, бидејќи за жал мораме тоа да го констатираме, мал беше процентот, но уште првиот ден бевме сведоци на интернет измами. Да, имавме доста, се појавија доста лажни сметки и доста измами по социјалните мрежи. Тоа ни беше така голем мотив за да го превземеме овој чекор. Од друга страна, со овој потек што го направивме од Сапорт Кочани, ние направивме многу брзо да стигнуваат средствата на нивните сметки, затоа што сега и се потребни на нив. Сега тие се на лекување во странство, сега се во некоја, не знам, недоумица, сега да и створиме некој комфорт, барем од финансиска гледна точка. Дека не треба да мислат на таа ставка. Да, затоа што може да се појават најразлични предизвици од типот да го купам по ефтиното или да купам по скапото. Не, моментално да не мислат на такво нешто, моментално средствата да бидат загарантирани, барем таму кај што можеме највеќе да помогнеме. Колку средства се собрани до сега, што велат бројките? Значи, пак ќе кажам, ние сме нерелевантни во таа гледна точка, затоа што кај нас секој што донира има автоматски систем на прикачување на еден скриншот од неговата трансакција. Не секој знае тоа да го направи, не секој има време тоа да го направи, некогаш дури ќе ни кажат ете системот не ми дозволи да ставам слика или било што нешто ќе се случи во тој момент. Има доста посети на сајтот. Задоволни ли сте од одзивот? Па да, имаме некои си пола милион уникатни посети на сајтот и некои си над 17 милиони денари кои што ние успеавме да ги процесираме. Ете, секојдневно се јавуваат и фамилиите кои што ни се заблагодаруваат, кои што ни кажуваат дека стигнуваат средства на нивните сметки и многу ни е мило што стигнуваат такви пораки затоа што се осеќаме и ние корисни, а и тие се осеќаат дека не се сами. Дека не се сами, дека некој се грижи за нив. Ајде малку попластично да објасниме како функционира. Граѓаните може лично да донираат, исто така вие сте посредници на поголемите донации кои што ги распределувате. Како функционира целото ова? Така, значи објавени се сметките од сите засегнати во таа трагедија. Нормално имаше поединци кои што не сакаа да бидат додадени во системот и ние го почитуваме тоа. Добро, со нивно лично барање. Така. Вие сте се обратиле да... Транспарентно се објавени средствата кој колку досега има собрано средства и си стојат нивните банкарски сметки кај што можат дали преку банка, дали преку онлайн апликација електронско банкарство да си донираат на тие сметки. Од друга страна постојат девизни сметки кај што ќе можат од странство да донираат исто средства, исто и таму можат преку банки и преку електронско банкарство, дури можат преку оние што се онлайн апликации за донирање на средства
може да го искористат и бани и SWIFT кодот за донирање. Тоа е за одстранство. Кај нас е малку полесно, кај нас можеш буквално со самото копирање на сметка тоа целото да биде завршено за доста брзо време. Откако тоа ќе го направат, може да сликаат уплатницата или да направат, ако доколку веќе тоа е електронско, да направат еден принт скрин на телефонот и има како еден систем што како едно мени каде што ја прикачуваш сликата, прикачуваш колку имаш уплатено за кој поединец и потоа ние тоа го процесираме и го ставаме транспарентно на сајтот. Оно што е важно, заштитени се личните податоци на донаторите, за транспарентност проговоривме неколку пати, но исто така оно што е важно, доколку одреден родител смета дека повеќе финансиски средства не се потребни, истите може да ги пренасочи. Точно. И веќе ни се јавија неколку семејства кои што доброволно го кажаа тоа уште пред ние да го како јавно објавиме на сајтот дека тоа можно било кој од семејствата да го направи, сами кажаа дека веќе се во подобра ситуација, дека веќе трошоците се намалуваат, дека за брзо ќе си дојдат дома, веќе некои од нив веќе се вратени дома и дека сакаат средствата кои што стигнале своеволно да ги пренаменат на оние кои што, да речеме, имаат помалку или моментално повеќе се засегнати, се бара за нив. Знаете, тоа е една ситуација каде што од момент за момент може да се случи промена, може да се случи кај некој да се влоши ситуација и да мораме брзо да реагираме таму. И затоа ние сакаме некако на некој начин да ги предвидиме сите можни сценарија кои што можат да се случат моментално и да не дозволиме било кое сценарио да ни извади од колосик и да не сме спремни да помогнеме таму. Затоа сакаме да собереме колку што е можно повеќе за доколку има потреба од медицинска помош, доколку има потреба од било какви трансплантации, операции или било што во медицинска гледна точка, па и од психолошка гледна точка, ние да бидеме спремни на било каква таква ситуација. Да не дозволиме да ни изненадат. Така. Се враќаме на млади луѓе, многу волонтери има во вашата канцеларија во Кочани, верувам дека ви значи многу и поддршката што ја добивате од сите млади луѓе кои што се вклучени во целиот овој процес. Би сакал да го заокружиме и при крајот разговорот околу активната интернет кампања. Неколку пати ни кажа дека се планира сето ова да продолжи, да опстои како идеја. Тоа значи дека ова интернет кампања ќе се биде активна уште подолго, но можеме да очекуваме поддршка од вас и понатак во развивање на целата оваа идеја. Така, ние значи нема да застанеме тука, ние сакаме ова да опстане колку што е можно повеќе. Буквално секоја помош ни е добре дојдена и секој што ќе ни тропне на врата и што ќе ни каже можам ли некако да помогнам, за нас е надеж. Тоа е надеж кај секој од нас и нормално и кај сите фамилии засегнати, така да ова ќе остане колку што е можно подолго, и нема да застанеме тука, се надевам дека таа платформа ќе биде искористена па и за нешто може и добро во иднина. И не можеме да не ве прашам, во текот на вчерашниот ден и на социјалните мрежи излегоа неколку реакции на психолозите кои што го видоа разговорот со Јована, беше објавено на сајтот Support Кочани. Меѓу другото с реакции дека ваков тип на интервјуа не се потребни од причина што прават ретравматизација на жртвата. Сакам да го слушнам и вашиот коментар. Па да, и ние јавно се изјаснивме околу тоа, значи секој што размислува на таков начин, го покануваме да дојде кај нас во просториите во Support во Кочани, да ја види реалната слика, затоа што тоа што ние го споделуваме не е ништо филувано или нешто било што надодавано. Тоа е реалната слика што и реалниот муабет што моментално се прави во Кочани, значи нема друг муабет. Тоа е реалната слика и нема човек што тоа нема да го допре. Значи буквално секој што ги познава и што не ги познава тоа го допира. Од друга страна, самите деца тоа своеволно доаѓаат кај нас во просториите, своеволно си го кажуваат оно што сакаат да си го кажат и дури и од нив дојдовме како одзив дека откако го споделиле проблемот малку подобро се осеќаат. Од друга страна и самите родители кажаа дека изразот на лицето е друг како јавно го има споделено проблемот, затоа што најверојатно и тоа самото се осеќа дека веќе цела држава е заедно со него, дека веќе се грижи некој за него. Дека се чувствува.
Доаѓам јас од мал град и можам исто така и да ја разберам, ете и сакам на крајот разговорот да ја пренесам уште еднаш благородната мисија која што ја правите. Кочани е мало место и пред трагедијава многу млади луѓе се иселува, живееше во некоја апатија, тоа што ни се случи пред 2 недели уште повеќе го зголеми тоа и сега кога младите од Кочани и од регионот гледаат каде можат да дојдат и нешто денес да направат за заедницата во која што живеат корисно, верувам дека е од многу големо значење. Едноставно и пораката која што ја упатувате и затоа кажав на почеток фала како човек кој што доаѓа од едно мало место и верувам дека оваа ваша иницијатива ќе се расте и ќе развива па и за убави работи во иднина да ни послужи. Да, се надевам. Значи тоа беше една многу брза иницијатива. Ете, Иван Ивановски, Дарко Стоилов, буквално еден краток разговор, после наш краток разговор ние појдовме во тие простори и за пола саат некаде успеавме да го кренеме сајтот. Потоа се појавија над 30 волонтери кои што доброволно сакаат да помогнат. Веќе е стигната до некоја точка каде што е развиен тој цел систем. Планираме понатаму да го развиваме и други апдејти и се што можеме да направиме околу тоа за поголема помош да добијат на време. Добро е на крајот на денот што свативме дека и во вакви ситуации можеме да се потпреме едни на други. Да, се развива таа хуманост кај луѓето и тоа се осеќа многу во Кочани, баш можам да кажам дека Кочани ми изненади колку многу е хуман град и се надевам дека ќе продолжи така и секаде низ Македонија. Хуман град, на времето кога бевме мали, како ни вика, во најчистиот град, сакате да одиме на екскурзија во најчистиот град. Тоа важеше и се уште важи за Кочани, за кочанчани, за нивната топлина и љубезност. Ќе ги поздравиме сите, заедно сме, сите заедно во ова, да се надеваме Ненад дека следниот разговор ќе ни биде повторно за оваа ваша идеја, иницијатива, но ете за некоја друга попозитивна тема каде што ќе бидеме сите заедно. Се надевам и јас, значи ете, само нека го посетат секој што ја гледа емисијава supportkočani.com и најмала помош кај нас е добре дојдена. А македонска телевизија се гледа и доста и надвор од нашите иселеници, па така дека ги повикаме и нив да се вклучат активно во вашите кампањи. Така, секоја помош е многу добре дојдена кај нас. Благодариме. Благодарим.